Редовно овдека со мене во студиото е мојот колега Дејан Андоновиќ, со кого ќе продискутираме за важните случувања од светот, регионот, па и Македонија. Добро утро, Дејан. Добро дојдете и во емисијата на Утрински печат. Добро утро, Дејан. Исто боле ве најдов како вело. Подобро ве најдов. Денеска некако малку порелаксиран ден, дали тека завршува месецот, дали завршува најдолгиот месец. Не завршен ништо, зашто велат дека е најдолг, затоа што никако да заврши, значи не е важно. Последен четврток во месецот као оптимизам, меѓутоа месецот ќе трае до вторник. Да, до вторник, меѓутоа последен четврток овој месец, така да... Нели секогаш може да се извлече од една работа позитивно и негативно. Ако си оптимист ќе кажеш последен четврток во месец, а ако си песимист ќе кажеш леле никако да заврши месецов, дури у вторник ќе дојде февруари. Токму се сложувам со оваа твоја констатација. Што имаме, Дејан, што можеме да им издвоиме на нашите гледачи, читатели и следачи за денеска од вестите од светот и од регионот? Што имаме од поважните случувања? Во новинарството тоа се нарекува вести во низа, а тоа значи дека секој ден нови моменти даваме за некоја тема која е актуелна. За жал, во светот фокусот се 2 или 3 теми, нема повеќе, можеби печатените медиуми, порталите може да се занимаваат со анализи на Перу, на Чиле, на, не знам, Гватемала и Афганистан, ама ние, пошто такове медиумот, мораме да информираме за настаните кои се случуваат во моментот и во моментот нели на некој начин известуваме и малку ги анализираме, тоа се и натаму Косово и натаму Украина. Што е најново од Косово? Што можеме за денеска да издвоиме од случувањата? Од информациите во медиумите е она најважното или најбитното дека европратеникот, односно специјалниот пратеник на Европската Унија за Косово, за диалогот помеѓу Приштина и Белград, допатува во регионот. Беше во Белград и во Приштина. Лајчак е специјалниот пратеник за Косово. Тој синоќа дојде, јас би рекол можеби ненајавена посета на Приштина и на регионот. Синоќа дојде доцна и даде неколку интересни изјави како резултат на продолжувањето на онаа главна вест од пред 2 дена, ако некој заборавил, а тоа е непристојниот предлог на Европската Унија до Белград, па и до Приштина, за тоа што треба да прифатат за да може да продолжи диалогот, за да почнат евроинтеграциите и конечно инвестициите. Лајчак синоќа дојде во Приштина и изјави дека нема компромис, двете страни мора да го прифатат германско-францускиот предлог, онаа страна која ќе го одбие предлогот таков каков што е, значи нема тука дебата, нема тука договарање, туку таков каков што е предлогот. Онаа страна која нема да го прифати, ја губи европската поддршка и во пари и во евроинтеграции, а за возврат на тоа другата страна ќе ги добие дупло привилегиите кои ќе ги ужива од Европската Унија. Една јасна порака дека веќе ни Белград ни Приштина немаат компромис. Така. Ние можевме изминатиот период и еве јас лично као новинар да ги видам оние одгласи во Белград кои еден дел од јавноста смета дека тоа е продажба на Косово, како што го велат од страна на Вучич. Од друга страна и самиот Вучич најавуваше тежок период за Србија, ќе се бориме, но немаме избор, ќе мораме да прифатиме во некоја... Го видовме неговото излагување што... Излагање, да. И оној дел што јас и ти го коментиравме кога излезе тој предлог, кога Вучич спомна дека Европската Унија, колкава е размената трговска меѓу Србија и Европската Унија, само покажа дека Белград очигледно ќе мора да попушти и да го прифати овој предлог. Ке потсетам, предлогот е Косово да не биде блокирано од Србија во меѓународните институции, Белград да не го блокира Косово, односно да лобира да се отповикуваат признавањата кои го правеа изминатите 2 години, а за возврат да ја добијат заедницата на српски општини. Тоа е она што го бараат од Белград и на Белград ќе му биде многу тешко, бидејќи тоа значи дека на некој начин е некакво прекјутно признавање на независноста на Косово. Во контекст на тоа дојде Лајчак вчера и рече дека откако ќе ги прифатат двете страни овој француско-германски предлог, тогаш ќе се направи таа една заедничка средба заедно со представникот на САД Ескобар
Курти и Вучич и тогаш веројатно ќе се реши целиот косовски проблем, така барем вели Лајчак. Имаме ли ново Рамбуе за Косово? Можеме ли така да го... Не верувам дека ќе биде Рамбуе, но еве интересно е да видиме што ќе се случува, бидејќи во старт синоќа на некој начин не е предвидена средба со премиерот на Косово Албин Курти, човекот кој има многу цврсти ставови и не ќе да ја формира таа заедница на српски општини, веќе се шпекулира дека тој како политичар, додека е он премиер, веројатно нема да го прифатат предлогот. Истото се случува и во Белград, да не се лажеме. Во Белград министерот за надворешни работи Дачич излезе во пресрет на средбата на доаѓањето на Лајчак и истакна дека Србија е спремна да разговара за имплементација на Па да, али тоа е на дипломатска нишка. Исто така ќе те потсетам дека и Вучич и Дачич, и односно целата белградска, сите овие белградски високи политичари што ја тераат политиката на Србија, изјави дека Курти се обидува да исценира судири со тие регистарски таблички, со тие... Имаше провокации со тие провокации прострелни рани на Срби во за да го придобие НАТО од нивна страна, да направи еден конфликт и да се пролонгира целото тоа имплементирање на договорот. Ќе видиме што ќе се случува. Јас повторно ќе кажам, косовската криза трае многу години ние ја следиме, но сега се случува во контекст на украинската криза, што значи дека тука веќе се вмешани некои други структури, не е само Белград, не е само Европска унија. Јасно е дека и меѓународната заедница има Има и руско влијание, ајде да не зборуваме. Русија завчера излезе со една проценка, Москва, односно Руското министерство на надворешни работи, дека 2023 година се очекува да има турбуленции, да не кажам немири во Република Српска и во Косово. Ден потоа председателот на Република Српска Милорад Додик баш во тој момент ја темпираше изјавата да ги потврди стравувањата на Приштина и изјави дека заедницата на српски општини на Косово ќе биде новата Република Српска. Токму така. Така да, далеку е од решавање на овој проблем, а и Вучич самиот, јас не би зборил за косовската јавност, пошто помалку сум информиран, но на во Белград што го гледам, и таму е притисокот врз власта, сега опозицијата, разединетата опозиција во Србија. Веќе кампањата е започната. И обвинува Вучич дека го продал Косово. Србија има проблем. Интересите, токму така, дека интересите се заборавени сега во кога тој е на власт, дека српските интереси се забораваат. Од друга страна има една русофонска, да кажеме, луѓе кои се за поблиски релации со Русија, каде што го обвинуваат Вучич дека и врти грб на братска Русија. Има многу доброволци од Русија. Вагнер групата е присутна, барем така велат медиумите, многу српски доброволци одат да се борат од страната на русите. Платеници се тие, но така да има една измешана работа. Јас мислам дека наредниот период состојбата на Балканот може повторно на некој начин да се радикализира, у смисол да бидеме сведоци на тие вести дека имало судир, имало, еве пред некој ден имаше пукотници врз косовски србин, така да тие информации веројатно у наредниот период ќе ги следиме. Мислиш ли нешто накратко дека можеме да очекуваме оваа година некаква разврска, бидејќи во сите оние извештаи кои што ги правеа и разузнавачките служби, што од западните, што од источните земји, велеа дека некаде во март 2023 година би требало да има некакво финализирање на разговорите. Сега, случајно или не, еве гледаме дека се динамизираат средбите, се упатуваат пораки од една и друга страна. Што мислиш, кои се твоите предикции во однос на тоа? Говорам за краток рок на решавање. Се што се прави под притисок и под ултиматум, може само да биде замрзнат конфликт, бидејќи доколку двете страни не се согласат добронамерно да го решат проблемот, тогаш тој замрзнат конфликт ќе се одмрзне, така да мислам дека едино решение за цела оваа состојба, па и можеби и нас би наставил тука како држава, е таа ветува на Европска унија кај што ќе нема граници. Се додека видат овака, ќе има недоразбирање. Приштина нема да дозволи заедница на српски општини, бидејќи ќе стравува дека таа заедница на српски општини ќе му прави на Косово она што Косово додека беше покрајна во Србија им го правеше на србите, и секогаш ќе има некои такви на некој начин недоразбирања, пошто не знаеме какви елити доаѓаат и што е интересот. Од друга страна, повторно ќе кажам, ми се чини дека разврската на целиот ова
дека целата оваа работа е малце посилна Европска унија, која за жал не е, ако приметуваш. Има поделбите внатре во Европската унија се повеќе од очигледни. Еве, околу францускиот предлог мораме да го кажеме дека првпат видов сите европски земји го поддржаа француско-германскиот предлог, дури и оние 5 европски држави, Грција, Кипар, Романија, Словачка и Шпанија, кои не ја признаваат независноста на Косово, но го поддржаа овој предлог, што е некаков сигнал, јасен сигнал. Но повторно ќе кажам, така и во животот, секогаш кога нешто правиш под ултиматум и безволно, когаш тогаш во моментот ќе се согласиш, но когаш тогаш повторно ќе се вратиш на оние претходни барања. Решението на косовскиот проблем според мене и натаму е само таа интеграција во Европската унија, за да нема некакви граници и конечно луѓето да разберат и од двете страни дека сме сите исти. Ќе дополнам дека расположението на во Србија меѓутоа и во регионот паѓа за Европската унија, за влез во Европската унија. Доколку продолжи Европската унија овакви бавни процеси да прави, ајде отворено кажеме, на сите им паѓа интерес за Европската унија, меѓутоа не знам кој е другото решение. Инаку Европската унија има многу бавен процес. Еве, можеме, иако не сум сакал да го коментирам тоа, и ова кај нас што се случува со Европската унија, да не условува некој европратеник со некакви работи, за да нели нешто ни ветуваат и да бидат до крај да одат со овакви некоректни политики што се случуваат. Знаеш на што мислам, знаат гледачите. Еве ќе видиме што ќе се случува, тој европратеник дали ќе влезе во Македонија и дали нашава држава конечно ќе демонстрира дека држава и нема да го пушти да влезе, па макар бил 3 пати европратеник. Сакам да кажам дека Европската унија е премногу бавна и таа бавност кај луѓето знаеш по себе, а и ние гледаме како новинари, ја губат интересот, бидејќи само нешто имаш обврски, а немаш никакви права. Токму така. Треба да се избориме за тие права. Оттаму ми се чини, затоа американската булдожер дипломатија се вклучи во решавањето на косовскиот проблем и таа ќе го реши. Но повторно ќе кажам, таа го решава во манирот мораш. Ти ќе мораш да го прифатиш тоа, но безволно. Кога безволно прифаќаш нешто под ултиматум, после некое време, дали се 10, 20, 30, 50 години, ќе има реперкусии и може да се... Значи, не е конечно решен проблемот и доколку го прифатат двете страни овој германско-француски предлог. Секако ние сме тука за гледачите и нашите читатели да го следиме одблизу случувањата во Косово, во соседно Косово. Меѓутоа, можеме да продискутираме малку пошироката рамка на случувањата. Што имаме на фронтот? Кои се најновите вести од збеднувањата во Украина? Најновите вести се дека Зеленски, додека се бореше ги добие тенковите, откако ги доби тенковите, сега бара авиони и ракети, значи нема крај на барањата. Неговите желби и реализации на терен. Меѓутоа и во исто време политиките на неговото раководење. Докаде Тоа што го бара се потреби за украинската армија. Украинската армија се соочува со една руска офанзива, тивка или гласна, не е важно. Велат нашите колеги, тивка офанзива не е таа тивка, туку ние многу малку имаме допир до другиот страна, сме под западни медиуми и тие ги следиме. Јас се трудам малку да ги гледам и другите страна, па да успеам да направам некаков мој личен суд кој го кажувам во етер. Русите и официјално украинците признаат дека го изгубија Соледар, се повлекоа таму, борбите за Бахмут продолжуваат. Во меѓувреме последните информации укажуваат дека Украина концентрира околу 40.000 војници кај Северен Донецк, каде што веројатно сака таму да удри на пролет и со ударот на таа точка, се смета дека може да се размрда руската одбранбена линија од 1200 метри и тука е одговорот километри се извинам, и тука е одговор на оние дилеми зошто им требаа оние тенкови. Ке потсетам, тенковите се офанзивна, а не се дефанзивна орудие, па оттаму веројатно тоа е нешто како идеја. Со тенковите што се однесуваат тие надмудрувања, сепак Украина ќе добие вкупно околу 50 тенка, од кои 14-15 леопарди. Американските Абрамс ќе дојдат, но проблемот со Абрамсите е што се скапи, многу трошат. Тука сакав да те запрашам.
во однос на она западна воена техника кој што и се праќа на Украина. Проблемот е што мора да има и западна воена логистика. Колку е возможна таа логистика? Сега проценките се дека е говориме невозможно. И како обичните граѓани кога купуваат некаков автомобил, размислуваат за нивно сервисирање, за нивни резервни делови. Ова се крупни, нема ова е мала споредба. Морат права муабет за да се даде Абрамсите се скапи, тешки за одржување и треба да има токму американска воена логистика. Колку може да се испорачат тенковите американската На воена фронтовите. логистика на фронтот, каде што ти како армија не си официјално војна. Сметам за американците има разни проценки, многумина велат дека не може. Оттаму и онаа изјава вчера на Песков, портпаролот на Путин, кој рече тие тенкови ќе видат само скапа мета и ќе изгорат исто како и ефтините. Тоа е едната работа. Втората работа многу е важно да се знае дека можеби леопардите брзо ќе стигнат. За колкава бројка на тенкови вкупно правилно? Околу 50 е некоја процент. Што може да направат 50 реално тенкови? Го имаме аналитичарот воен кој е нели генерал Мето Хаџијанев, попраше го него, он посериозно ќе ти каже. Според мене мислам дека, јас сум лаик, се разбира, може да направат во таа фокусиран правец и точка некако размрдување, ако се фокусираат на една точка, но како фронт, не верувам дека нешто може да сменат, особено што историски сме гледале дека во Втората светска војна на тие исти простори германската нацистички вермахт имал 2000 тенкови, а Советскиот сојуз 3500, па имало големи битки. Не знам. Мислам дека многу тешко ќе бидат донесени особено Абрамсите, кога оди еден тенк има за себе и логистика, и борбени возила, обука, техничка обука, муниција за истите. Вториот проблем, јас вчера имав еден текст со дилема чии посади ќе имаат тие тенкови, бидејќи украинските тенкисти се учени на тенкови од поранешниот Советски сојуз. Јас се сеќавам во поранешната JNA тенкистите има 7-8 месеци обука. Сега украинците тек допрва треба да идат на некаква обука. Тоа се случува, проценката е дека најмалку година дена ќе им треба на Абрамсите да стигнат и сега ако леопардите стигнат за 2 месеца, тие се 14. Овие 30 кусур Бајден вчера што е похално ги најави, не верувам дека ќе стигнат пред Нова година, а чим планираат после Нова година да стигнат, очигледно планираат и војната да продолжи. Токму така. За овие теми ќе продискутираме, ќе ги начнеме со нашиот денешен гостин, професорот Методи Хаџијанев. Да, он по-стручно ќе може да објасни. Меѓутоа и твоето согледување е ценето и твоите ставови се доста ценети од она што ние можеме да го забележиме, така да во однос друга на Украина што можеме да кажеме дека после ладна зима не очекува жешка пролет. Проблемот во Украина, јас и случајно сум бил на тие простори таму, е што зимата ладна, дури сега се захухтува, би го нарекол така, и таа и во април знае да биде студена. Временските услови се такви какви што се, значи времето е природно, војната е вештачка, така да времето не е криво. Што можам да кажам? Дека продолжуваат војните, битките, жестоки битки се случуваат таму и повторно со жалење констатирам дека светов првпат до сега од кога јас барем ги следам, работиве и сум зрел човек, гледам дека некој вооружен конфликт нема никаква мировна иницијатива да запре, барем да има некој прекин на огнот, да има некој. Тоа се случи за празници, меѓутоа не беше почитувано нити од... Тоа беше исмејано, не знам дали примет. Да. Исмејана беше, вие немавате цела година, па сега 2 дена ќе одмараме. Но прекинот на огнот има некоја друга, во обичаите на војната има некоја друга порака. Меѓутоа ова све некако се девалвираше, не знам. Чуден е и Киев според мене, властите во Киев, барем официјалните власти, кои се однесуваат како да се на исто со русите и дека тука сега прашање на време кога ќе ослободат Украина. Такви се изјавите и на целото раководство, иако дел од раководството случајно или не во периодот што измина загина. Тоа е веројатно политика. Зеленски завчера ги смени 4 генерали на одбрамбените сили на 4 региони кои патем Русија ги прогласи за дел од Руската Федерација, Запорожје, Херсон
да не ги набројувам, Луганск, Донецк и останато, Тоа ги говорите смени, дали е тоа нормална ротација или е можеби почнува полека да има второ размислување во украинските кругови дека можеби треба сепак некако да се преговара со Русија. Ќе потсетам, додека е Зеленски на позицијата, тој јасно рече дека преговори со Москва нема, додека не се повлече и последниот војник, така да мислам дека ако дојде до некаква иницијатива, првин Зеленски ќе мора да се повлече. Велам она што го гледам, не знам дали е тоа така. Ќе видиме времето како велат ќе покаже дали сите овие наши анализи, дебати, размислувања ќе имаат некакви реперкусии во иднината. Дејан, доколку немаш нешто да додадеш, За светот можеме да збориме Да, 24 часа. Немам што да додадам ако не ме прашаш. меѓутоа, доколку некоја информација сум пропуштил, ако имаш за денеска, можеме да изнесеме на нашите гледачи. Во спротива, би ти се заблагодарил за ова. Главната вест би била денеска дека постигнат е прекин на огнот или договорени се мировни преговори или двете страни се спремни да преговарат. Нешто такво немам до сега видено. Тринава гледам дека се прават некои анализи дали ќе одат русите на Киев, дали ќе одат на Галиција и Лавов, да. И што ќе биде и како ќе биде, и ова со тенковите, мислам, доказ колку особено американската воена индустрија работи и заработува во мигот, ако се земе во предвид дека ги тераат европските и овие африкански и латиноамерикански држави што имаат руско оружје да го даваат, за потоа да земаат западно оружје, така да интересно. Трката со вооружување продолжува и допрва. Трката за создавање на капитал продолжува. Може и така да го наречеме. Дејан, ти благодарам уште еднашка за твоето гостување и размислување из утринава.